Може да почнеме. Еве, смете дека сме почнати и немој да го сецкаш ова. Мора да биде позитивно расположението кога почнуваме, да биде различно, бидејќи е втора недела, работите се оптимистични, Македонија е повторно моја, твоја, горда, расположена. Па нека биде таква и емисијата, расположени, фини. И се така, како што, нели, па дури и мувите веќе не ни сметаат, сите се расположени. Како и да е, пее си некоја епизода Cyber Команда, јас сум Филип Петровски, во редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Вие добро знаете дека ние со овој подкаст, со овој серијал, на начинот на кој што говорам, се обидуваме да го фатиме, да ја фатиме нишката на времето, тој оптимизам кој што еве илуминира на сите страни, да оставиме некаква трага како замена на шумот од дезинформации и наративи кои што се пласираат за да верувате во нешто кое што не се случува или за да ве отупи, за да немате критичка моќ на расудување, да не можете добро да видите што на вистина се случува. Така што со овој подкаст и она што го работам од еден поинаков агол, од мој агол, едно поинакво размислување, една согледба на работите кои што се случуваат на ниво на една недела, бидејќи рековме нема весници, нема неделници, нема објективни известувачи, најголем дел од новинарите се дел од естаблишментот сега, претходно беа од опозицијата, најголем дел од медиумските куќи се продолжена рака на естаблишментот на владата, затоа нели си добиваат одредени бенефити. Еве, гледаме сега новинарите стануваат државни функционери и како државни функционери веднаш се однесуваат како нешто друго, како политичари, како луѓе кои што треба како змијата да ги кријат нозете и така натаму. Еве еден краток рил за довчерашниот новинар, а сега висок функционер кај Силјановска Давковска, незината екселенција Силјановска Давковска и незиниот екселентен кабинет. Еве, што составивме, што извлековме како сознание за еден што бил до вчера новинар, а сега функционер, како ја третира јавноста, како ги третира законите, како ја третира Државната комисија за спречување на корупција и така натаму. Замени генерален секретар во кабинетот на Гордана Силјановска. Видиш овдека вредност на Нисан Кашкаи, патничко возило, джип, 1,1 денар. Вредност на Toyota Verso 300 денари, Daihatsu Cuore 350 денари и Passat 400 денари. Тоа била вредност. Лична собственост Карпаш, изградено земјиште, вредност 6 денари. Лична собственост Долно Милничано, изградено земјиште 1 денар вредност. Како поминало у ДКС? Куќа 147 квадрати, вредност 3 денари. И сад ти треба закон за ветинг? Не, тебе ти треба политичка волја и ти треба функционални институции. И сега ќе ми кажеш дека ДКСК е функционална институција? Ако ние треба да го најдеме ова, да го пријавиме, а не ДКСК која што зимаат плата за ова. Значи човеков има имото 2 денара, 3 денара, 5 денари, 100 денара, 200 денари. Па просто ти падне незгодно, дај да се собереме, да донираме, барем да стигнеме до 2-3 денари имот. Вака човеков не знаеме како живее. Коли од 2 денара, 3 денари, куќи, имоти. Сега може да е, нели, грешка, меѓутоа може и да е заебанција. Она хаштаг дупи си ги. Знаеш, кога ќе начекаш булумент за каков што го третираат населението, гласачите, и си викаш све поминува. Ни се може. Наеднаш поддршката од 400.000, ова недела стана поддршка од 600.000, математички прецизно се додаваат, одзимаат гласови и практично си викаш 600.000 булумент, дупи си ги. Закони, дупи си ги.
3 денара, 2 денара, 5 денара, 7 денара имот. Така што и добро прашува Мечка во краткото видео. Ние ли треба да ја вршиме работата на државна комисија замисли за спречување на корупција, која што примила лист за имот од 2 денара, 3 денара, 5 денара, 100 денара. И ако ништо друго, таа комисија барем да извести јавноста, запримивме таков и таков, малку комичен, малку Монти Пајтон, малку Only Fools and Horses, заебански имотен лист, односно функционерски лист, бидејќи сега овој што го формираше наративот и ве известуваше со години објективно, сега е функционер. И сега ние треба да го гледаме тоа. Па колку се неспособни овие од опозицијата, па не можеш да сметаш ни дека постои опозиција, да не фатат, да ги прегледаат барем функционерските листови и да кажат, еј, има ова и ова. Барем да нотираат, барем да истражуваат. Па ја не знам што прават у тоа штабовите. При тоа не сметам на СДСМ, тоа е структура во заминување, во бледнење. И практично изборот на новиот им председател со моje име, ама у деминутив Филипче, покажува дека они ќе бидат кооперативни, веројатно за да не им чечкаат многу што правеле во претходните 7 години, па и ако треба понекад ќе додаваат некој глас за 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и така натаму, што би се рекло, ќе играат како ќе им свират овие, за да не ги чечкаат многу. Еве, дај Боже да не сум управо, да се докаже дека не сум управо, бидејќи наративот на овие нашиве беше криминал, корупција, крвничко трошење на пари, запустена држава, уништени фондови, злоупотребени тендери, и дека на тоа ставаме крај. Еве 600.000, ќе прифатам наративот на господин професор, доктор, партиски другар, политички бог, премиер и најпаметен човек во држава, дека се 600.000 што гласале за нив, ќе прифатам наративот, но и наративот беше тие 600.000 гласаат ради тоа да ги казниме овие недомакините. И ајде да видиме дали ќе ги казнуваат недомакините или всушност ќе дојдеме у ситуација да избирањето на кооперативен председател, на кој што прв ден му честита политичкиот бог, до вчера го викаше криминалец, а сега му честита за изборот, му честита, валјда добро, ти избра, окей, слушај, сега и не ве дираме, не ве закачаме, ама ако ви кажеме да, не, ке стискате таму на копчиње. Се сомневам дека е така. Имам право кој дел од јавноста да се сомневам дека е така. Баш кај не сум под уговор да треба да испорачам некаков наратив, па може да ме стават утре во некоја државна институција, или на некого да му правам оваа недела е доста популарно хакту, што го викаат. И дајте ми го тука тоа видеото за хакту. Значи на оваа точка од емисијата да се расположиме уште малку во рамките на позитивниот тренд на расположение и движење во нашата држава, вашата држава, твојата држава, мојата држава и така натаму, секаква држава, само не Република Македонија. Тука. Значи, што треба да направите да станете функционер? You gotta give him that huck too and spit on that thing. Вака, ова е упатство. Практичен Станување на примерник функционер. како да станеш функционер во владата на ВМРО ДПМН или било која друга влада. Или да се снајдеш у партија. Хакту. Има некои од нашиве, има некои, да не се сите, што вежбаат хакту за да се доверат до функција. А на господинот професор, доктор, другар, пријател, роднина, патриот, легенда, лидер и председател на владата, му одговара да му прават хакту. Знаете, тоа е двонасочна улица. Едни прават хакту, еден добива хакту. И така расне егото.
и расположението, и гласовите стануваат 600.000. И така се влегува во конфронтација со целиот свет, затоа што кога те гласа македонскиот народ, ти буквално имаш право да влезеш у конфронтација со целиот свет. Но ќе дојдам до тоа. Сакам уште малку за овие хакту, за овие работи да продлабочиме, бидејќи има вака интересен развој на настаните во оваа втора недела, како имаме нова власт и како го имаме за премиер човекот на кој што неколку пати веќе му ги наведов сите титули, бидејќи титули се титули и мора да се наведуваат и мора да се испочитуваат сите титули. Не може да се каже само име и презиме или само премиер. Не би било коректно, затоа што човекот, како што самиот рече, секогаш во животот тешко имал потешкоти, имал обструкции, но некако на крај секогаш победувал. Да, тоа е изјава на господинот професор, доктор, пријател, другар, брат, лидер и се останато Кристијан Мицковски. Да, он ја кажа, не му ја подметна, не е дипфейк, не е нешто што го правела опозицијата, самиот го кажа и го читам и малку останав чудоневиден. Дури да го мисли тоа, како не се исконтролира да не го каже. Па ајде да ги претресеме. Сега знам дека ќе се љутат овие што му прават хакту, а веројатно и он ќе биде љут, но најверојатно бидејќи е многу зафатен, ја реформира државата, економијата, политиката, партиите, судството и се друго, веројатно нема време мојот така скромен, како да кажам, придонес за поинакво размислување, сигурно нема време да го гледа, баш како ќе се навикнеш на хакту, некој која те критикува може да ти делува многу драматично, да те дразни, да те нервира, да ти иде на живци, да сакаш да му мајката и си викаш па болje да не го гледам, уосталом што се тие таму подкасти, а си има они негови подкасти, нели? Се намножија. Но да се вратам на тоа дека секогаш ми идело тешко и на крај победувал. Сигурен сум дека е така и сигурен сум дека никој не би сакал да се менја со позицијата ваша, господине пријател, другар, професор, доктор, лидер, универзален размислувач, партиски водач, говорник со невидени капацитети, премиер на владата на Република Северна Македонија и така натаму. Значи, колку се долги овие титули, човек ќе си изгуби онака правецот на мислата. Значи, сигурен сум дека колку што ви беше на вас тежок животниот пат, никој не би се менувал со вас. И на вистина, таа тежина, тој тежок пат што го изодевте, да биднете, еве, например, асистент на таткови, да докторирате во факултетот во кој што предава таткови, да сте дел од фамилија која што важи за етаблирано уште од време на комунизмот, како во, да речеме, факултетите и високото образование, каде што немаше у комунизмот дисиденти, нити смееше да има, да не навлегувам у тоа, бидејќи за тоа сум условно речено експерт за комунистичките злоупотреби на системот и црните страници на УДБА, што ме носи до тоа дека делови од семејството биле
од што им било тешко и на вас ви било тешко, биле етаблирани во тајните служби, па има муавети дека го следеле ВМРО ДПМН во раните 90-ти. Значи, навистина една тешка безизлезна ситуација. Исто така, кој би се менувал со вашиот тежок пат да бидете кооптирани од советник, од блискиот човек на Груевски, Мартин, да бидете кооптирани на нивото на енергетика и од таму да имате многу тежок пат во електрани на Македонија. И кој би се менувал со вас да имате, да ви ја дадат на тацна еден Груевски, еден Мијалков, зашто сум сигурен дека ГЗ ќе си го апнат да можат. Партијата да ви ја испорачаат вака на тацна. Кој би се менувал со вас и вашиот тежок пат, не верувам никој, да ја добиете на тацна најбогатата по имот и со палата партија во цела Европа. Кој би се менувал со вас да Сашо и Груеви го организираат конгресот во Воландово и за кој што не постои никаде и никогаш објавен јавен документ за бројот на присутни делегати. Кој би се менувал со вас и вашиот тежок пат да Сашо ги влече за уши делегатите да дојдат да гласаат за вас? Кој би се менувал со вас да бидете единствен кандидат, значи да нема против кандидат на Конгрес и да ви ја уручат партијата која што само требаше да чека за да дојде на власт? Кој би се менувал со вас да го има за противник оној несреќникот Таче, да не редам негативни епитети, да не го спуштам нивото на дискусија, и од такви избори, од Таче и од Заев, да изгубите избори, но, односно, во 2020 со промена на име да не ги победите, со ветена оставка ако не победите, со еден куп на излажани, дадени лажни ветувања, а без никаква одговорност во тоа Белата палата, па кој би се менувал со вас? Па навистина ви е тежок патот. Па има ли потежок пат во животот? И на крај, навистина да победите. Па стварно, вие сте маченик. Мислам дека во титулите треба да придодадеме и маченик. Че кој имаше потежок пат? Да и државна полиција да ве чува од овие, значи да ве чуваат, да не сакаат да ве срушат, кога вие не можевте нив да ги срушите, да имотот кој што е под закана за одземање, да не ви го одземат. Значи, кој ви се менувал со вас? Колку е тешко? Па кој ви се менувал со вас да си донесете со Заев закон, мислам колку ви било тешко, да си донесете закон 3 евра по глас, значи народот да гласа, и после, бидејќи сте си донеле со Заев таков закон, да поради тоа што народот гласал за вас, исто од државниот буџет за вас да се двојат по 3 евра од глас. На ниво на година, што е 10 милиона евра во еден мандат. Па кој би се менувал со вас? Па кој би се менувал со вас и вашите функционери што се договоривте со Заев да си доделите по 78% зголемување на платите лани во април, значи веќе 17 месец, платата на државен функционер е 2000 евра, 2000 евра плюс секретарка, плюс возач, плюс репрезентација, плюс и тендерчење. Нели, за тие повештите. Ајде да претпоставиме дека има и некои што не се занимава со тоа. Но 2 до 3000 евра плата државен функционер, па кој би се менувал со вас? Значи, тежок пат. Тежок. И мислам дека стварно треба ви се признае дека тие потешкоти што ги издржавте, никој не би можел да ги издржи, но тоа е таа ваша диференција, специфика. Вие можете да издржите се. И затоа ќе се обидам
кога ќе ги наведувам титулите, да придодадам и маченик. Значи, професор, доктор, другар, пријател, брат, лидер, политичко суштество, односно Бог, и маченик на владата на Република Македонија и ВМРО ДПМН. Сега има, шегата на страна, еден дел што ми е нејасен. Минатата епизода да ја наречеме работно Шафхаузен Македонија и таа го... Опа, има ли проблем со ова? Што ми одлета? Па не мора ни да го сечеш. Нека се биде природна емисија. Значи, во таа епизода работно се занимаваме со Шафхаузен Македонија, односно со објавувањето на функционерскиот лист, во кој што вие, господине професор, доктор, брат, пријател, лидер и маченик за Република Северна Македонија, објавивте дека поседувате часовници од, не знам колку беа, 60-70 илјади евра. Не знам точно, сега не ме држите за збор да не ме влечкате по судови со нови предмети. Со еден предмет сум сега на апелација со вас. Имам таја чест на апелација сум со предмет кој што е подпишан од премиер на Република Северна Македонија како тужител и нели како политички бог, па да видиме. И имам баш во време и кога сака да го разреши судскиот совет и да влезе Джако Зуки меѓу сите судии, што несомнено би довело до тоа да го изгубам спорот, ама еве да видиме. Нели е и чест да изгубиш спор против професор, доктор, лидер, врховно политичко и аналитичко и научно и професорско суштество, како и нели врховен авторитет, а и маченик за Македонија. И сега Шафхаузен Македонија. Излезе тоа 60-70 илјади евра, саати. Зашто честитав? Стварно е добро човек со толку титули и да има такви саати. Шафхаузен Македонија како парадигма на тоа дека нашите политичари, маченици, треба да бидат богати и треба да личат кога ќе се појават да не представуваат. Како меѓу ова ситна боранија од Балкан, Бојко, Мицко, Такес и другите, така и меѓу повисоките политички ешалони во Европа, што знам, од Орбан до Урсула и другите сега таму, еве, нели, има смена и во Британија, па можда и во Франција, ќе видиме деновиве, Лепен и така натаму, значи, еден габарит е тоа таму и ќе не личи. И честитав. Значи, нема маж возрасен кој што не сака да има таков сат од 50, 100, 200, па и повеќе илјади евра. И сега, уредно си е пријавен, го има во ДКСК и е пријавен дека е стекнат у времето кога нашиот политички маченик се уште се мачел да се етаблира во близината на Груевски и бил во негова милост и работел, се мачел во Електрани на Македонија као директор. И све окей, нели? Зимал плата и така натаму. Живееле од некои други финансии, можеби од сопругата или семејството, додека сите пари ги штедел за Шафхаузен и заштедил човекот и ги купил. Нели? Тоа се тие пари. И има еден проблем само. Иако по закон не смее да биде така, на сајтот на ДКСК не се достапни тогашните негови функционерски листови. Значи, ако ги стекнал тогаш, морал и да ги пријави. Знаете, има и у оваа банана држава или северна вукојебина, некој што ја викаат, имате
закон кој што пријавувате на почеток на мандат и на крај на мандат имотен лист или функционерски лист. И таму мора да наведете све и да наведете разлики. Меѓутоа ги нема. Па еве, господине лидер и председател на владата и на партијата и на 600.000 луѓе, дајте видете зашто во ДКСК ги нема вашите имотни листови од тогаш кога се мачевте во електрани на Македонија. И како е можно да исчезнале, а по закон треба да бидат таму? Затоа што ова е малку проблем. Знаете, добро, вие имате имунитет, вие сте недопирливи, тука збор да нема. 600.000 луѓе застанале позади вас и мислам дека закон е закон, ама 600.000 се 600.000, така што кој смее да се дрзне нешто да каже. Но дајте видете кај исчезнале тие, да и тоа ДКСК нека види кај исчезнале тие и нека почна да работат работа, да не ја работиме ние нивната работа, или па ако сакаат ние да ја работиме нивната работа, не мора да земаат плата. Ете ќе се уштеди некој денар. Функционерски голем денар, кој што па може да затвори некоја дупка во социјалните трансфери. Знаете, има луѓе што немаат леп да јадат во оваа држава, но 600.000 се 600.000 се, па не мора па и сите да јадат, така. Но па не мора па и овие да земаат плата ако ништо не работат, нели? Така што дајте видете во рамките на законот се разбира и ако сметате дека за вас важи законот, дајте видете некако да се вратат тие листови таму, да се бидат депонирани, за да личи државата дека има ред во неа. Дајте ќе погледат некои луѓе, као нас некои, еве, што не, како рековте, странски центри што не водат, ова малку ми личи на Вучич, а малку и други некои потези личат на Вучич. Малку и као нагло останавме дел од српскиот свет, но ќе посветиме за тоа посебна епизода. Уште малку нека се отворат картите. Значи, ова малку ми личи као ние непријатели на државата да многу кењаме тука сега, да ми простите на изрази, ама решив да го спуштам нивото за да се разбереме со повеќе од тие 600.000 и башка ми се може, пошто е нели ова подкаст, не сум на национална телевизија, иако мислам дека имаме квалитет по нудењето на информации и истражувањето на работите далеку подобар од сите овие што ви перат мозок на националните телевизии, но и тоа е, нели, за друга пригода. Но велам, дајте ако може да го вратиме тие имотни функционерски листови од електрани на Македонија, да видиме кога се појавуваат шафкаузените. Мислам, ако може. Ако не може, не мора. Мислам, вие сте тие што одлучувате, 600.000 гласаа за вас и мислам дека ако не кете, не мора. Еве, ја кажав, што да се прави, не кете. Немојте сега да се љутите. Има се уште една работа и тука ќе ја завршам епизодава за денеска. Стварно се непријатели овие новинари што не размислуваат како вас. Па не знам како не им е срам. Како се дрзна овие недели на расположение на еден залет кон подобра иднина да прашува дека министерка ваша имала бугарско државјанство. Па не е пристојно тоа. Прво, не е на место. Вие отварате таму некоја сала, мавате лопати и они ве прашуваат за државјанство имала. Непријателски елементи се тоа. Кој знае кој ги финансира? Треба да проверите. Од друга страна, имала и 3 државјанства. И па најбитно од се она побарала да ја отпуштат од бугарското државјанство, бидејќи
не и требало више, односно знаела дека ќе биде министер у владата. И нели оправданието е за бизнес и требало, така што дајте да ја разбереме бе луѓе, за бизнес и требало, значи оправдано е. Значи тоа што со тоа државјанство го зголемила бројот на бугари во Македонија и им дала за право да бараат промена на уставот, тоа сега не треба да се спомнува затоа што ние сме у фаза на оптимизам и Македонија е повторно твоја и горда е. И сега тоа е ситница. Баш кај премиерот, професор, доктор, другар, брат, лидер и политички маченик, а успешен и победник, убаво ви кажа, во биографијата на министрите не е битно да кажа дали имале бугарско државјанство или било кое друго. Скратена е таа биографија. Како што е по примерот на него, бидејќи самиот он исто дал скратена биографија, која што била, не знам, на 5, 10, 15 страни, инаку да била за неговите борби за Македонија и тие тешки патишта по кои што идел, ама на крај секојаш победувал, тоа би било најмалку 3 тома. Хитлер имаше 2 тома у Mein Kampf, овие 3, па може да се смета дека сте поуспешни. Мислам дека споредено со големите лидери кои што, добро се, за Хитлер знаеме, споредено и со него, бидејќи он има само 2 тома, а вие би имале 3 тома, мислам дека веќе избивате на ниво, да речеме, со Наполеон, Гај Јулије Цезар, а уште 1 до 2 тома ќе се изедначите и со Александар Македонски. Значи, се прифаќа. Браво. Не мора целосна биографија. Во рамките на оптимизмот не мора да се знае кој од министрите има бугарско државјанство, сачува е Боже албанско и косовско. Ама вие ќе не спасите од бугарите, вие ќе воведете ред. Како рековте, врховен лидеру, треба да ги напуштиме тие принципи на средновековно комуницирање помеѓу државите и треба да бидеме Скандинавија. Браво! Вие, значи, сте проучиле со вашиот неограничен капацитет меѓу време и како функционираат скандинавските држави и какви сојузи имаат и колку напредуваат и добро би било таму да не одведете. И за тоа ќе аплаудираме, еве, уште еднашка. И за да го продолжиме овој оптимизам, ќе ги замолам новинарите, немојте да бидете досадни, имала бугарско државјанство, допринела да се зголеми бројот на бугарите у Македонија и да поминуваме после тоа низ оваа мизерија. Едноставно и требало на жената за бизнис, а за тој бизнис во друга прилика, за бизнис, за трговија со струја, со некои чудни ликови, ама и за тоа во друга прилика, некои центри од Белград, ама и за тоа во друга прилика, некои што нели го форсира тој српски свет, ама и за тоа во друга прилика, ама едноставно она тоа сега го напуштила, побарала отпуст и сега се вратила во, значи сватила дека не чини и сега се вратила, се уште не е завршено колку што разбрав, отпуштањето од бугарското државјанство, ама сега се вратила во северно македонското и едноставно па тоа може да се гледа и на следниот начин. Со доаѓањето на врховниот лидер, бугарите ќе се вратат во северно македонско државјанство и уште повеќе ќе се зацврсти нашиот северно македонски идентитет. Така што, еве, 2 недели полни со оптимизам, брз развој и едно позитивно движење кон подобро и светло и оптимистичко утре.
Сега денес уловив една информација и со тоа ќе завршам. Нели, имало проблем сега со ова со пензиите, не 5000, него 2 пати по 2500, но и тие 2500 од септември, кои што по закон би биле најмалку 1000, бидејќи не знам дали знаете, и да не дојдеше нашиот врховен лидер во владата, законски ќе мораше да се нивелираат пензиите на пензионерите, па ќе требаше им се даде 1000 најмалце, па и идната година 1000, така што не е 5000 зголемувањето, далеку помало е, но за потребите на наративот, масовната хипнотизирање и нели одражување на позитивното расположение, ќе кажеме окей, дават 5000, но за да се задржи нишката дека патот е тежок и секогаш се победува на крај, тешко било, ќе се најделе начини и некако ќе се успеело да се зголемат тие 2500 во септември. Да видиме, еве веруваме, карт бланш, без сомнеш веруваме дека ќе се зголемат. Сега се појавило нов проблем. Синдикатите ќе барале покачување на платите на вработените. И сега во манир на волшебник, на професионалец без предизвик, односно не предизвикан од никој друг во државата, нашиот врховен лидер најавува дека ќе разговара со синдикатите, ќе седнеле тука сите заедно, бидејќи треба заедно да се решаваат проблемите, и ќе им укажал на тоа дека државната каса е празна, или овие претходните криминалци упропастиле, испокрале све, чекаме да видиме конкретно кој, што, како, каде и зошто, но они испокрале све, сега све е уништено и сега требало да партнерски се договорат со синдикатите како да не се зголемат платите, бидејќи пари нема. И сега зашо ова го кажувам, бидејќи врховниот лидер побара, професор и доктор Кристијан Мицковски побара, еве ако некој знаел, нека кажел како тоа да се направи, како да се зголемат платите. Бидејќи немало пари. И побара било кој од јавноста што знае да дојде и да каже: еве ја доаѓам, ја професоре, може јас професоре? Фала. Значи еве еден мал предлог од мене. Намалете ги платите на функционерите за 78% и спуштете се на ниво као политички богови, барем на ниво на политички полубогови, на ниво на тука некаде, у близина на народот. Пак, и со намалени плати од 78%, функционерите ќе имаат меѓу 1000, 1200, 300 евра плата. Пак ќе бидете дупло повеќе од просечната плата, но ќе бидете некаде у близина на народот. Еве, да не пресметувам јас, пресметајте вие колку пари на ниво на година со тоа намалување ќе се заштедат. Второ, еве, имам, ако дозволите, да ви одземам од вашето драгоцено време, уште некои предлози. Еве, например, намалете, односно укинете репрезентацијата на една година, па пресметајте колку ќе се заштеди. Второ, замрзнете ги дневниците на функционерите на некоја пристојна сума од 1000 денари на ден. Трето, намалете ги расходите во смисол на бензин, помалку возете се, кажете им на вашите функционери да пешачат, тоа е добро и за здравје, по Скопје, така и ќе се видат со некој човек. Отпуштете едно 200 возачи, така ќе се уштеди и на плати, ќе се уштеди на бензин, ќе се уштеди на делови, ќе се уштеди на купување на нови возила и така натаму. Значи, репрезентација, бензин, делови, дневници и најбитно платите функционерски и може да уштедите 50 до 100 милиона евра. Прогласете, имам уште, замислете, имам уште.
Можам уште да ви кажам. Прогласете мораториум у вашите 4 години мандат, кои што нели се само почетни 4 години, вие ќе бидете многу подолго на власт. Прогласете мораториум на купување на нов мебел. Укинете таму каде што можете хартија, може све да биде во електронска форма, може закон да се донесе за дигитал менеджмент систем, ама сега да не ви кажувам ја, вие сте експерти во таа област, како и во секоја друга. Значи, укинете хартија, укинете тонери, па и принтери, каде што се може. Не купувајте мебел, намалете репрезентација. Пред све, тие што не работат во државната администрација, нели оние што взимаат плати по 10 години, отпуштете ги и ќе имате пари за социјални трансфери на ранливи категории, на луѓе кои што имаат минимални примања и на луѓе на кои што тоа им е попотребно. Од овие џаболевари. Да ве подсетам, само во комунална хигиена на град Скопје, добро, таа не е под вас, ама зашто да не биде под вас? Мора нешто да направите да го земете и градот. Имавте семејства, луѓе вработени, албанци сега, добро, да не биде дека ги дискриминирам, истовремено кога они нас не дискриминираат и не ебат у здрав мозок со вработени од семејства кои што живеат у Германија и Швајцарија, а им тече и стаж и плата тука. Значи, проверете, барем у државна администрација, има ли такви ликови. Значи, проверете ги овие елементи, проверете у државна администрација дали има вработени кои што се непотребни. Сега, фирмите бараат, приватниот капитал бара на берзата да има повеќе луѓе кои што би работеле, а немаат, а во државна администрација има луѓе вишок кои што взимаат и трошат и цицаат како крлежи од есенцијата, од толку, тие пари се толку, взимаат на некој место, иднина, некој со, да речеме се, злите јазици говорат, со купена диплома, не од факултетот средно, па подоцна консеквентно и другите дипломи, зема место на некој што се трудел и учил цел живот. Значи, ако ги минимизирате тие трошоци, јас ви гарантирам дека ќе имате пари за покачување на платите, да се договорите со синдикатите и така натаму. Ама па што знам јас? Ова се само предлози на еден човек од она, нели, обичните луѓе, кој што, да ми простите, си дозволил да размислува, си земал за право и да ви предложи, ама па вие знаете најдобро. Вие сте експерт и за ова, како и за се друго, па, нели, ако успеете да ја погледнете емисијата, што се сомневам, може и ќе ви даде некоја идеја, може па стварно ќе ги намалите платите 78% или не. Ова беше Cyber Команда. Благодарам што ме гледавте. Погледајте ги и другите епизоди. Запратете го и мојот канал на YouTube, таму имаме доста архивски материјали. Да се подсетиме како дојдовме до оваа дупка во која што сме сега, од која што оптимистички излегуваме. Значи, запратете ме, комуницирајте со мене, пишете ми на Facebook. Јас сум тука да ги чујам вашите критики или ако ви се допаѓаат овие предлози и вашите пофалби, но не мора пофалби, пофалбите пратете ги во владата, овдека може критики. И не заборавајте никогаш, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.